Минути резервирани за првиот разговор во денешно издание на утринската програма и ова е тема и разговор за кој што знам дека ќе го задржи вашето внимание. Знаењето е најсилна и најмоќна алатка за напредок на секој поединец и општество во целина. Постојаното негово напредување треба да представува основен приоритет. Оттаму соработката, разменувањето на искуства и трансферот на знаење се основа за создавање нови идеи и иновации. Токму за насоченоста кон младите луѓе преку иновативните модели базирани на трансфер на знаење кои што ќе ги доближат нивните потреби со побарувачката на пазарот, а со цел одржување на развојот и растот во државата. Ова утро имаме гости со кои што ќе разговараме и ќе ги откриеме буквално сите детали. Чест и задоволство ми утрово да ја посакам добро утро и добре дојде на доктор Андријана Богдановска, директор на Центарот за управување со знаење и проектен партнер на европскиот проект И3 идеи, пронајдоци и иновации, и македонскиот иноватор Нино Ристевски, кој што неодамна ни донесе и награда. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам за поканата. Благодарам што одговоривте на нашата покана. Кажа во најавата, ова ќе биде тема која што треба да го задржи вниманието на гледачите, за да бидат нештата појасни, за да може да не разберат сите оние кои што не гледат. На самиот почеток би сакала да објасниме за каков проект всушност станува збор. Проектот И3 или образование за идеи, пронајдоци и иновации е проект кој што е финансиран од Балканско-медитеранската програма, транснационална програма за соработка помеѓу 5 држави, во кој што припаѓа и Република Северна Македонија. Го спроведуваме веќе 2 години и во рамките на проектот развивме модуларен модел на обуки за предприемништво, кој што се адаптира во зависност на темата која што се опфаќа. Секторските теми кои што ги опфативме во рамките на овој проект беа 5. Значи, влеговме во делот на информатичките технологии, хајтех технологиите кои што се користат во производството, во делот на еколошкиот сектор или еколошките индустрии, во делот на животниот стил и пазарот кој што се појавува тука и на крајот во делот на енергијата. Кога веќе говориме за овој проект, она што особено радува е тоа дека и македонски иноватори добија признание. Да, во рамките на овој проект, исто така сакам да кажам, а не кажав претходно, овој модуларен пакет на обуки ние го тестиравме на специфични 5 обуки, со кои што опфативме 250 млади иноватори и предприемачи од целиот Балканско-медитерански регион. Во рамките на секоја обука имавме и мали надпревари на кои што нашите представници на обуките во скоро сите 5 области добија награди за најиновативни идеи. Еден од нив е и Нино Ристевски, кој што доби награда за најиновативна идеја во делот на екологијата. Нино, сега тука треба да ни кажеш како се добива награда, за која беше всушност идејата? Па, значи не бев сам, јас си имавме одредена група од 5-6 души кои што работевме на таа идеја интензивно во некои 3 дена. Интензивната програма беше од 9 часот до 18 часот. Цело време се работеше на тоа и ние добивме награда за најиновативна идеја за систем од 3 мрежи кои што го прочистуваат една река. Замислете ги како, например, како тениски мрежи кои што се поставени по течението на една река и со различна ширина на таа мрежа. Сега секоја мрежа си има одредена цел. Во смисла, првата мрежа го собира крупниот отпад, втората мрежа средниот отпад и третата мрежа најситниот отпад го собира од реката, со што целта е да се прочисти таа река од цврст отпад и да на крај не отиде во некоја море, нели, и океани и така натака. Така да таа идеја ја работевме интензивно за да се добие таа награда, за да направиме некоја промена кај нас, затоа што сме свесни дека многу често гледаме отпад низ реките, како што гледаме на улиците и исто така и да се развие културата за чиста средина, за животна средина, така да мислам дека заслужено добивме и дека ќе продолжиме да работиме на таа идеја напорно за да се оствари и да не остане само идеја. Така. Ние особено се радуваме кога имаме млади вакви успешни луѓе тука во студиото 3 на Македонската телевизија. Морам, Нино, да прашам колку ваквите признанија се потик во секој случај, меѓутоа носат и голема одговорност. Секако да. Идејата е само 5 до 10% од целиот план. Така да во наредни чекори би било формирање на цврст бизнис план кој што ќе издржлив, одржлив и кој што ќе придонесе за сите страни добро и секако
во наредните чекори би биле и одбирање на добар, супер одличен тим кој што ќе работи на оваа идеја, на реализирање на тој план, за да биде реализирана како што треба, без и да бидат одговорени сите можни прашања кои што би биле, да речеме, на некој начин пречка за за оваа идеја да се реализира. Богдановска, верувам дека сте особено горди на овие млади луѓе. Да. Морам да кажам дека во рамките на сите 5 обуки кои беа одржани и 5 надпревари кои што ги имаше во проектот, нашите представници ги освоја највисоките награди, имаа навистина многу добри идеи, издржани идеи и беа најактивни учесници во тие обуки. Повелете, да не ме прекинете. Не, сакам само исто така да кажам дека не можеме да кажеме дека и другите учесници не беа исто толку добри. Се на се во Балканско-медитеранската област младите луѓе се многу слични и нема некоја поголема разлика на нивните желби, потреби, на идеите кои што ги имаат и она што го носат во општеството. Кој е бенефитот за младите од сето ова? Бенефитот за младите од овој проект беше не само самата обука, во која што тие беа интензивно обучени како да дојдат и генерираат идеи во специфични сектори кои што имаат навистина голем раст и можат многу лесно да дојдат до солиден бизнис, туку во исто време и да има возможиме да се дружат, да соработуваат, да ги запознаат младите луѓе од другите балканско-медитерански држави, да запознаат други култури кои што ни се многу блиски и со тоа да ја развијат и својата мрежа на познанства и се разбира и мрежа на деловни контакти еден ден, доколку знаат тоа така да го искористат. Неколку пати во текот на разговорот ја споменавте Балканско-медитеранската област. Морам да прашам зошто токму оваа област? Балканско-медитеранската област е област која што ги опфаќа државите како Република Северна Македонија, Албанија, Грција, Бугарија и Кипар. Тоа е Интерек или интеррегионална програма за соработка помеѓу овие држави, која што е финансирана од Европската унија, а целта е да овозможи регионот како регион да расте во смисол на економија, а во исто време и да се создадат услови ентитетите во овој регион да соработуваат. Нема да погрешам ако заклучам од сето оно кој што досега го кажавте дека треба да се задоволни од тоа како се одвиваат работите во текот на овие 2 години колку што и трае проект. Јас мислам дека програмата е многу задоволна од овој проект. Ние имавме уште еден, како Центар за управување со знаење, уште еден проект од оваа програма и на платформа каде што ние сме лидери на проектот. И тоа е единствениот проект кој што било кога во една Интерек програма на регионална соработка лидерството е дадено на организација која што не доаѓа од Европската унија. Значи 2 проекта во овој период кој што ги спроведовме и од она кое што го слушаме од страна на авторитетот кој што ја менаџира програмата е дека се задоволни од двата проекта еднакво. Пред малку кажав дека секогаш се радуваме кога има млади и успешни луѓе, кога имаме ние можност да разговараме со нив и да ги презентираме на македонската публика. Како вие гледате на сето тоа? Како вие ги доживувате? Вие сте во постојан контакт со нив, работите со нив? Ние работиме доста со младите луѓе, но како центар најмногу сме насочени кон истражувачката област и сме регистрирани како еден од 3 центри за истражување од страна на Европската унија во нашата држава. Работиме со младите луѓе секој пат кога она кое што ќе го создадеме, а најчесто работиме во делот на нови технологии и предприемништво, ако создадеме модули на обука во овој дел или модели на обука исто така, ние ги тестираме тие заедно со помошта на младите луѓе, значи тие поминуваат низ тие обуки и ни кажуваат на крајот што чини, што не чини, што треба да се задржи, дали моделите на обука се доволно ефикасни и добри и така натаму. Значи соработуваме доста со млади луѓе, посебно во делот значи на технологиите и предприемништвото, го делиме нашето знаење со нив. Сметам дека во Македонија има навистина многу голем потенцијал во тој дел, барем од она кое што го видов во рамките на самиот проект. Значи имаме голем потенцијал кога станува збор за младите луѓе, многу идеи, многу знаење исто така. Значи доаѓаат од различни струки, но знаењето што го носат е навистина солидно. Ако доаѓаат од техничките струки, солидно знаат тоа што го работат или што го учеле. Значи потенцијалот е голем, знаењето е тука, потребни се само што е можно повеќе можности за да дојдат прво до можност да ја солидно добро развијат својата идеја, а потоа и до можност да таа идеја преточат во вистински бизнис. Кога веќе ви имаме тука како директорка на центарот, морам да прашам кои се сите оние други активности кои што ги имате, знам дека многу се работи. Да, па вака Центарот за управување со знаење сега ги завршува овие 2 проекти од Балканско-медитеранската област и веднаш започнуваме со 2 нови кои што се од друга програма на Европската унија, тие се Еразмус.
Во рамките на овие два проекти повторно остануваме во нашата специфична дејностна работа, а тоа е новите технологии, претприемништвото, науката и образованието, како и младите луѓе, но едниот проект ќе биде насочен кон создавање на e-learning системи за обука на жени предприемачи, значи влегуваме во делот на жени предприемачи, и другиот проект кој што наистина сметам дека е многу интересен е како да се применат принципите на циркуларната економија при менаџирањето со човечките ресурси. Значи, тука влегуваме повторно во делот како да менаџирате со вештините на луѓето во рамките на една компанија и да можете секој пат да ги употребите на најдобриот можен начин. Во рамките на самото она што произлезе како резултат од D3, ние продолжуваме да работиме со нашите учесници кои што тука добија награди, со цел да им отвориме можности да тие своји идеи ги преточат во бизнис планови и се развира бизнис еден ден. Но сепак сакам да кажам дека моделите кои што ги развивме како обуки се достапни на веб страницата на e3.eu и секој кој што може да ги искористи во образовниот процес, во слични активности како што ги користевме ние, може да ги превземе и овие модели на обука да се користат и понатаму. Рижа, знам дека влеговме во терминот на вести, меѓутоа ќе замолам само уште 2 минути сосем оправдано. Нино, кои се следните чекори, на што ќе биде ставен на што фокусот, на што ќе се фокусираш виднина? Па како што кажав и преска, значи да се формира супер бизнис план е првиот чекор. Вториот чекор би бил наоѓање на талент и на кадар кој што е спремен да работи на оваа идеја, кој што размислува отворено и кој што има надеж, кој што сака да вложи енергија да се направи некаква позитивна промена во поглед на животна средина и во поглед на прочистување на реките. И сега, сигурна сум дека има дома некој иноватор кој што не гледа, млад инноватор и размислува дали да се одлучи за вакво нешто, дали да не се одлучи. Која ќе биде пораката? Секако дека треба да се одлучи. Првиот факт е дека таа енергија што ја има во вакви обуки е многу потребна за младите, затоа што ги мотивира да продолжат понатака и да се трудат да работат на нивни идеи, да знаат дека идеите нема да остана само на идеја, туку ќе биде и на бизнис план и на реализација на тој план и еден ден да се горди на тоа што ги има сработено и да не се плашат. И секогаш има можност за се и само треба да се потрудиме. Така, ние сме многу горди што имаме вакви млади луѓе, со вакви млади луѓе имаме дефинитивно светла иднина. На крајот од разговорот сама Богдановска веќе зутре е закажана пресконференција. Да, утре закажана пресконференција, која што е конечна пресконференција на проектот И3, на која што ќе ги презентираме сите резултати од проектот до сега и ќе ги информираме јавноста на тоа што е завршено и што предстои. Так, ќе закажеме повторна средба со оглед на тоа дека имам уште многу што да се зборувам, меѓутоа денеска толку ни дозволува времето. Ова нека биде првиот разговор од многуте разговори кои што ќе следуваат во рамки на утринската програма. Кажав, дефинитивно има што да презентирам. Ви благодарам за поканата повторно.